Во време на неголемата економска и здравствена криза, владата предводена од СДС се однесува неодговорно и расипнички со парите на граѓаните и на даночните обврзници. Имено, земајќи ја во предвид изборната програма на СДС за 2020 до 2024 година, директно во поглавието Ред, правда и дисциплина, под мотото администрацијата мора да им служи, а не да им биде товар на граѓаните, тие ветуваат намалување на бројот на вработени во администрацијата за 20% до крајот на 2024 година. Но дали на СДС му доликува да го исполни своето ветување? Нормално дека не. Конкретно, во овој случај станува збор за генералниот директор на јавното предпријатие Македонски пошти Јани Макрадули. Вечниот транзиционен кадар, човекот кој што беше одговорен за животната средина, а сега е во нова расипничка улога. На ден 4.12.2020 година во јавните дневни гласила е распишан оглас за вработување на 280 лица на работно место пошто разнесувачи со нето плата од 17.656 денари, чиј работен однос треба да биде на 40 часа неделно на неопределено време, односно народски кажано со решение. Ова ли е тоа намалување за администрацијата за кој тие ветуваат во програмата? На територија на општина Кочани е разбишан оглас за 21 пошто разнесувач, а истиот може да го најдете и на официјалната страна на АВРМ. Доколку се направи едноставна пресметка само со нето платата и придонесите од задолжително социјално осигурување, ќе се дојде до сума од 6.546.456 денари за предвидени вработување на 21 лице, што би значило дека над 6,5 милиони денари со сигурност ќе бидат потрошени на расходи за плати, односно за вдомување на партиската војска на СДС. Кога беа во опозиција велеа дека има превработеност во јавните предпријатија и дека се неефикасни и непродуктивни во своето работење. Но кога се на власт, тогаш имаат кратко паметење и водат други партиски политики. Исто така, не смееме да го заборавиме и мобингот што се врши врз дел од администрацијата, поврзано со проместување од една работна позиција на друга работна позиција, кој најчесто е оддалечена од нашата општина. Зарем не е попаметно овие 6,5 милиони денари да им се инвестираат во здравството, во општата болница во Кочани, за пациентите да имаат основни услови, или пак да се набави заштитна опрема за здравствените работници. Исто така, овие средства може да се инвестираат и во образованието за лаптопи на учениците, за да може да ја следат наставата без проблем. Пак ќе повторам. Нели СДС ќе ја намалуваше администрацијата и партиската војска? Треба ли да напоменуваме дека и самото јавно предпријатие работи со зголемени ризици по пропагање на Евростандард банка АД Скопје. А од друга страна, непотребно ги зголемува расходите за плата, свесно сака да се уништи и ова јавно предпријатие, за да може да се трупаат долгови, за на крајот Македонски пошти да биде загубар и да оди на продажба. Македонија, за да продолжи напред и достоинствено да чекори, СДС мора да биде запрен. Време е за крај.